Платиничките трупи на Вагнер околу 12 часа го окупираа јужниот руски град Ростов на Дон. Не идоа на мал отпор, додека го зазедоа локалниот воен штаб. По договорот со Кремљ се вратија во своите бази на територијата што Русија ја окупира во Украина, со ветување дека нема да има одмазда. Лидерот на групата Евгений Пригожин замина во екзил за Белорусија под покровителство на белорускиот председател Александар Лукашенко, сојузник на Путин. Бунтот на Вагнер закана до руската престолнина. Тоа предизвика и остри зборови на Путин адресирани кон бунтовниците при обраќање до нацијата. От внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Се соочуваме со внатрешно предавство. Вонредните амбиции и лични интереси доведоа до предавство. Предавство на собствената земја и народот и на случајот за кој борците на Вагнер гинеа заедно со нашите војници. Руските официјални лица ги преплавија медиумите со уверување дека Путин излезе посилен од оваа кратка криза. Но меѓународните наблюдувачи го велат спротивност. Слабостите на рускиот лидер се неповратно изложени. This destroys the myth that Putin had cultivated so hard. Се уништува митот дека Путин толку внимавал да има целосната контрола и да има цврста контрола на моќта низ целата земја. Тоа очигледно повеќе не е случај. И инцидентот со Пригожани поставува исклучително опасен преседан за моќта во Русија. Штом другите луѓе видат дека тоа може да се направи и може да се преживее, ќе има и други предизвици. Сега руските власти работат на прикривање на трагите на групата Вагнер, која од доминатата недела беше фалена од пропагандата на Кремљ. Пригожин го оспори наративот на Москва, зборувајќи за несигурната ситуација на руската армија во Украина. Една од причините зошто, вели Пригожин, го започнал бунтот. Санитарни потери в ден составляют некоторые дни до 1000. Имаме дневни загуби до 1000 луѓе. Ова го вклучува убиените, исчезнатите и повредените и оние кои одбиваат, кои не сакаат да се борат, не затоа што се кукавици, туку затоа што немаат избор, немаат залихи со оружје, немаат командна структура. Наблюдувачите веруваат дека каков и да е договорот што Путин го направил со Пригожин, лидерот на платениците го чека мрачна иднина. Whatever happens for the rest of his life, he'll be. Што и да се случи до крајот на животот, тој ќе биде човек кој гледа преку неговото рамо, бидејќи сега ќе биде маркиран човек. Тој ја предизвика моќта на Русија и досега преживеа. Прашањето е колку долго. Ситуацијата низ улиците во Русија барем на момент се смири, но по кризата викендот аналитичарите велат дека настаните од последните неколку дена може да бидат предвесник на нешто поголемо.